Зборувавме за Даниел. Даниел, кој што го видовме како чесен, праведен, храбар и едно нешто што сите овие карактеристики ги спојуваат, сите овие ликови Даниел, Јов и Ное, меѓутоа една кој што мене ми боде очи е постојан. Даниел беше постојан, сеќавате. Како што правеше секојаш, така си правеше, се молеше на Господа 3 дена и така натаму. Беше постојан. Јов исто беше чесен, праведен, постојан и служеше од љубов, тоа го докажа. Минатата сабота на вечер зборувавме за тоа. И сега да видиме Ное. Да отвориме во Битие 6 глава, најнапред да ја видиме состојбата на човештвото, за кое што многу добро знаеме, меѓутоа да го видиме тој контраст, за да сватиме во какво време Ное постигнал, со Божја помош секако, и затоа што најде благодат кај Господа, да биде исто праведен, непорочен, совршен, како што се вели овде. Значи, 6 глава, Битие, ќе читаме 5 стих. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Ова често пати знаеме да го пролетаме, меѓутоа, замислите која е состојба на човештвото. Секоја мисла секогаш е само зло. Значи, никогаш ништо добро. Секоја мисла, буквално секогаш е само зло. Значи, континуирано. А од мислите, знаете, произлегува се понатаму, значи, дела, насилства, зло на цела земја. Нешто кон што се движи оваа земја уште еднаш. Ние живееме во Ноевото време. Така ни вели Матеј 24 глава. Значи, невидено зло. 11 и 12 стих, во Божите очи земјата беше се расипала. Земјата се наполни со насилства. И кога Бог види како се расипа земјата, секое сушество на земјата се изопачило. Расипаност, изопаченост на се на земјата. Насилства, па зарем не сме сведоци на такво нешто. Ете, околу нас убиства, воопшто веќе нема вредност човечкиот живот, воопшто ништо не се гледа веќе. Насилства, колку сакате, уште полошо станува и ќе станува, затоа што треба да достигнеме едно вакво ниво, како во Ноево време. Затоа е многу битно да видиме како Ное успел и постигнал да се одржи во едно такво време. И сега, 8 стих и 9 ги читаме, да го видиме контрастот од целото мноштво, целата земја расипана, полна со насилства, секоја мисла, секојаш им е само зло, а вели, ама Ное најде благодат во Господовите очи и се е заради Господовата благодат. И кај Даниел, и кај Јов, и кај било кој друг, се е заради Господовата благодат, за да во 9 стих вели, Ное беше праведен и непорочен човек во свое време, Ное одеше со Бога. Сличен опис, како што го прочитавме и за Јов. Само што нели таму велеше и се боеше од Бога, ој одеше со Бога, исто е тоа. Се боеше од Бога и се клонеше од злото. Значи. Исто и Ное. Ное гледаме дека навистина ако бил праведен и ако бил поинаков од целото зло население, бегал од злото, тоа е факт. 22 стих од 6 глава вели, Господ му кажува што треба да направи, како да го спаси своето семејство и секој оној кој што ќе поверува, ќе сака. Ное вели направи така, значи му кажува да гради брод и патем речено, ако ги читаме тамо димензиите, не станува збор баш за брод. Тоа е еден вид како
Обликот веројатно бил нешто како кутија некоја, така, во тој смисол. Погледнете ги димензиите, значи не е тоа брод баш класичен, инака како што го прикажуваат. Нити имало кормило таму, нити имало кормилар, ништо. Тоа требало само да ги одржи на површината на земјата, не кај ќе патуваат. Да. Точно, да. Тој бил, точно, кормиларот бил Господ. Значи, Ное направи така, секако што му заповеда Бог, така стори. Тоа е Ное. Послушен. Во се. Овие непослушни, односно, значи во ништо не го слушаат Бога, односно зли, тотално, во се, а Ное во се послушен. Неверојатен контраст, значи, такво нешто. И се одиме во Евреите 11 глава, и таму има еден краток опис, но моќен опис. 11 глава, знаете каква е таа глава во Евреите. Таму се набројани сите оние великани на верата. И ова е исто уште еден момент кој што ги спојува сите. И Даниел, и Јов, и Ное. И Даниел, за да се одржи и во Вавилон, и во Медоперското царство, бил верен пред се, имал вера, имал цврста доверба во Господа. И Јов исто така, така е и со Ное. Значи, 11 глава, првен 6 стих, оној многу добро познат стих, кој што вели што, а без вера не е можно да му се угоди на Бога, зашто кој му пристапува на Бога треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои што го бараат. Претходниот стих вели дека Енох е еден од тие кои што му угодил на Бога. Односно, сите овие, кои што се великани на вера овде набројани, му угодиле на Бога. Затоа што имале вера, преку вера му угодија на Бога. Е сега, како прво, по самиот стих го кажува тоа, 5-тиот, односно 6-тиот, како тоа можете да му угодите на некого? Значи, што е предуслов за да му угодите на некого? Прво треба да го познавате. Треба да го познавате, откај знаете како ќе да му угодите ако не го познавате. Еве на човечко ниво, ако маж и жена, да речеме, за да угоди мажот на жената или обратно, треба да се познаваат. 6 стих тоа го вели, без вера не може да му се угоди, зашто кој му пристапува на Бога треба да верува дека има Бог. Значи прво верува дека Бог постои и не само тоа, него и го познава. Енох бил тој кој што го познавал, еднакво одел со Бога, истиот опис го имавме и за Ное, одеше со Бога. Во време кога навистина населението беше зло. И сега, оној стих што го прочитавме, Ное најде благодат кај Бога, и овде во 7-тиот стих, каде што се дава оној опис за Ное, преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Значи, верата е клучна, Ное најде благодат кај Бога и Ное имаше вера, Ное беше верен. Ефесијаните што не вели 2.8? По благодат сте спасени преку вера. Без вера не можете да му угодите на Бога. Знаете ли што е може би проблемот кај денешното христијанство, кај нас самите, може би? Затоа што премногу сакаме да им угодуваме на луѓе, може би со тоа се заокупираме некогаш и го запоставуваме Бога. Оној на кого што треба да му угодиме е Бог, а за да му угодиме треба да имаме вера, треба да имаме цврста доверба во Него. И сега, значи, 7 стих само го зачитав, меѓутоа тој не е централниот. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше, поттикнат од стравопочитување, приготви ковчег за спасение на својот дом со неа или со тоа, вели другиот превод, со сето тоа што го стори, го осуди светот и стана наследник на праведноста која е според вера. Еден неверојатен пример на вера. Знаеме, Аврам го нарекуваме татко на верата, така натаму. Меѓутоа, Ное е еден неверојатен пример на вера.
Баш затоа се подсетивме на состојбата на човештвото во Ноево време каква била. Зло до зло. И вие среде тоа зло да останете чисти, да останете непорочни. Сите одат во еден правец, а вие во спротивниот. Да речеме по некоја проценка 8 милиарди, не знам, пред некој ден соопштија дека 8 милиарди веќе надмина земјата. Значи, еве баш состојба како тогашната, да кажеме сега предпоставка. 8 милиарди луѓе. И вие само еден со семејството, 8 души. Кој процент е до 8 милиарди на 8, тоа е лесно да се пресмета. Колку нули беа во милиардата. Ајде, добро да не. Како и да е. Но што вели стихот? Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Значи, Господ го извести Ное. Видите таа поврзаност со Бога. За Господ да ти објави, да ти каже нешто што ќе се случи 120 години унапред, навистина треба да имаш тесна заедница со Него. И зашто беше известен? За она што не се гледаше. И во првото предавање спомнав, еден од големите предизвици на Ное бил тој, што требало да им соопшти, значи се согласувал веројатно со Бога, кога Бог му кажал дека следи суд, се согласувал дека суд треба и следи за таквото безбожништво среде народот на земјата, меѓутоа може би му велел на Господа, кај најде сега баш ваков начин, значи сега со дожд, па тоа никад не било. Никој ништо не видел такво нешто, сега дожд. Како тоа сега да им го пренесам на луѓето? Кој ќе верува во такво нешто? И уште па ќе направиш брод, таму некаде, а тоа не бил мал брод, значи тоа можеле да видат сите, малте не. И не само што ќе направиш брод, него цела зоолошка градина тука ќе сместиш, значи внатре, по 2, па по 7 и така натаму и така натаму. Значи, многу нелогична вест, порака, нешто што, тоа е за некоја друга тема, некојаш, нешто што и тогаш сетив и сега ќе кажам, ние имаме нешто слично денес, некоја слична порака, затоа што на мноштвото на луѓе не е логично зошто бе мора сабота да се слави. Зошто сабота? Зошто да не можем некој друг ден, еве и недела нека или било кој друг ден. Сосема е нелогично, еве за некои барем кои што размислуваат. Ние знаеме дека состојбата ваква ќе биде, ќе дојде во земјата таква состојба, како што било во Ноево време и баш им е гајле на луѓето и за закони и за се. Меѓутоа, еве, некои, еве барем христијаните денеска кои што размислуваат, кои што го негира четвртата заповед. Велат, да, има логика во секоја од заповедите, не убивај, не кради, така натаму, ама што четвртата заповед? Нема никаква логика тука. Зошто да мора саботата? Интересно што Господ не земал како тест. Пазите, истиот тест, сличен тест имали и Адам и Ева. Која била логиката? Баш тоа едно дрво да им го забрани, а се друго им дозволил. Тоа е тест на послушност. Послушноста е прашање на љубов, не е на логика, прашање на логика. Секојаш да барате логика. Па сетте се на Аврам, што било барано од него? Да го убие својот син, кој што толку време го чекал, како ветен. Има логика? Никаква логика нема тоа. Дури да речете ова не е од Бога, ова нема шанси да е од Бога, ама Аврам имаше тесна заедница со Бога. Знаеше да го слушне и да го познае Божиот глас. Меѓутоа пак ќе кажам, значи, послушност е прашање на љубов, а не на логика некако. Да, ама верувал во воскресение. Точно. Замислите си сега во тоа време да сте, пазите, дожд, да проповедате за нешто што никој... Значи, може Јов му викал, се извинам, Ное, му велел на Господа, кај сега најде баш таков начин, па ќе бидам на подсмев кај луѓето, значи. Ќе им зборувам нешто што никој никогаш не видел. Замисли си па да сте син Ноев.
И се одите низ град таму некаде, овој е синот на незабеганиот таму. Не знам, дури како Ное ги убедил своите како право е дома. Точно е дека биле тие верни на Бога, меѓутоа сепак ова е многу нелогична работа. Пораката која што требало да ја испрати за судот кој што ќе дојде е многу нелогично, значи. Нешто што никогаш не било видено. И точно е, затоа и се нашол на многу подсмев. Да, точно, па го спомнав тоа минатиот пат, значи земјата се натопувала од роса, како еден вид магла. Тоа тоа е тоа што ги спојува, што реков постојаноста. Каква постојаност имате кај Ное, луѓе? 120 години. Па ние не можеме да издржиме, не знам, имаме вест, имаме порака, и тогаш спомнав, ми се чини, и сега да одиме и да проповедаме, и еден ке не одбие, двајца ке не одбијат, и после ке се закјутиме, може да ќе речеме, што сум јас. Никој ништо не прифаќа овде, не. 120 години со таа порака. Која доверба во Бога, а и каква доверба па имал и Бог во Ное, значи за да го избере него, да најде благодат Ное баш кај Господа, како еве Јов. Меѓутоа Господ ги знае, ги чита срцата. 120 години ќе падне дожд, покајте се. Ќе падне дожд и ќе однесе се. Поттикнат од стравопочитување. Од што беше поттикнат? Она нешто што на сите малку или помалку или повеќе ни недостасува. Стравопочит кон Бога. Повеќе се плашиме, за жал пак ќе кажам луѓето, ќе ги спомнам тука, или повеќе сакаме почит од или почит кон луѓето, да укажеме, или да чекаме почит од луѓето. Меѓутоа, ако така гледате, тогаш нема да издржите 120 дена, а не па 120 години. И тоа е многу, да. Цели 4 месеци. Ако бараме почит од луѓето, тогаш ништо. Поттикнат од стравопочитување. И баш тука исмевањето, знаете ли кога боли? Значи, тоа што ја го кажав, ќе пробате еднаш, два пати, три пати, и после ќе ви биде незгодно, наистина. Боли оти повеќе обрнуваме внимание на почита од луѓето и кон луѓето. Затоа боли, да, суетата. Затоа треба да гледаме на Бога и здраво почит да градиме кон Него. Ништо друго, да ги оставиме луѓето. Луѓето одат во пропаст и вака или онака, гледаме светот докаде е. И поттикнат од тоа стравопочитување, приготви ковчег. Тоа е исто моментот. Не знаеме точно, ама сигурно биле години, не баш точно 120 години, ама со години го граделе ковчегот. Но не можел сам со семејството, веројатно тука имало и мајстори, некој кој што може би се разбирал да тоа некако го скоцка да го направи. И со години, 80, 90, 100 години нека се. Тоа било огромно, значи. Тие димензии се непознати, еве и за брод, нека е брод негде до 19 век. Во 19 век веќе се прават така некои бродови со такви некои димензии, денеска ги имате огромни. Меѓутоа, дизајнирани со современи методи, тоа било едноставно како беше од гоферово дрво и многу интересно премачкано со смола и од внатре и од надвор. Зошто? А смолата е водоотпорна.
Да не пропушти вода. Да, ама иде ден кога планетата ќе гори со оган, а смолата нешто не е огноотпорно, туку многу гори, убаво гори. И сега друго нешто треба, значи, за крајот. Ќе видиме за тоа. Видете колку е, значи, Ное постојан, 120 години, еве нека и 120 години проповедник на правдата е наречен во 2 Петрово. Значи, не само гради ковчег и не само ги предупредува за дождот што ќе дојде, туку и ги повикува на покаяние. Тој зол народ го повикува да се обрати кон Господа, да го остави својот пат. Не било едноставно. И што вели понатаму стихот? Значи, поттикнато старопочитување, приготви ковчег за спасение на својот дом, мисли на својот дом, како што и Јов видовме. Со неја го осуди светот. Значи, со тоа што го направи, го осуди светот и стана наследник на праведноста која што е според вера. Го осуди светот. На кој начин го осуди светот? Не само со тоа што го проповедаше. И така ќе наидете на осуда, мислам, на негативни реакции од спротивната страна, меѓутоа и ќе ги осудите со тоа што е како Петар. Христос, кој што вие го распнавте. Но пред се ги осуди со начинот на живот. Со тоа што го правеше тој тие 120 години, не само што проповедаше, туку и го градеше ковчегот. Значи, видите, вера и послушност. Секојаш заедно одат. Едно те исто е всушност. Тоа го гледаме кај сите овие великани на верата во 11 глава Евреите. Значи, со пораката што ние имаме како денешни модерни ноевци, да кажам, не можеме да очекуваме да луѓето од светот не тапшаат по рамо, значи не одобруваат, не. Туку ние со самиот начин на наш живот, значи одат сите во овој правец, ние во спротивниот, ние со самото тоа ги осудуваме, тоа им боде очи, значи им буричкате во совеста. Баш кај што ова значи и тоа дека не се воздржувал да не им го каже гревот со вистинското име, како што нели читавме во цитатот од Воспитување. Како што денеска, знаете, се плашат луѓето, проповедници се плашат да зборуваат, вчера нешто спомнав за хомосексуализмот, значи да го ословите гревот со неговото име, дека тоа е грев, дека тоа е гад во Божите очи. Сигурно дека не се плашал Ное, иако каква толпа, каков народ имал спротивно од себе, дури ја би рекол, си мислам вака, знаете како доаѓале луѓе и он сега проповедал и го гради бродот, самото тоа, значи предизвикало внимание, па доаѓале. Како доаѓале, така оделе и веројатно и се помалку доаѓале, затоа што ова е луд, разбираш, вие со самото тоа едноставно се изолирате од остатокот на светот и ем сте исмејувани, ем сте во некоја изолација. Не му било едноставно, меѓутоа бил истраен, бил постојан, имал цврста вера. А какво само изопачено време било тоа, веќе спомнавме, меѓутоа сакам да потенцирам еден момент овде. Матеј 24:37 ни кажува дека ние ќе живееме пред човечкиот син да дојде, ќе имаме такво време, како во времето на Ное, меѓутоа да отвориме во Битие 1:31, немаме време сега да спомнуваме, знаете, кога Бог создал во прва глава Битие, секојаш после секој ден, откако ќе создал нешто и вели и беше добро. За да на крајот заклучи со 31 стих вели и Бог виде се што направи и ете беше многу добро. Што подразбираме под добро? Значи? Тоа е вредност која што во овој случај Господ ја кажува вредноста. Господ одредува дека е добро. Господ кажува дека тоа е добро.
се до моментот кога во втората глава им кажува дека сега ова не е добро, дрвото на познавање на доброто и злото. Од ова вика да не каснете затоа што во денот кога ќе вкусите и ќе умрете. И сега токму на тоа дрво Ева се наоѓа во трета глава и што вели, како резонира, жената види дека дрвото е добро за јадење. Пасте, добро е само она што Господ ти каже дека е добро. Ама овде жената резонира, дрвото е добро. Дрвото кој што не е добро, Господ им кажал, она сега вели, че кога почне човек да резонира да кажува што е добро, веќе одите, го фаќате правецот кон пропаст. Потоа што гледаме во Битие 4 глава, видите сега, ова се чекорите всушност како дошол светот во таква состојба, каква што дошол пред потопниот свет. Во 4 глава го имаме братоубиството, првото убиство. И еден ден кај му принесе на Господ жртва, добро да не читаме се, 7 стих е битен, зашто ако работиш право, му вели Господ, значи на Каина, зашто си лутнели, зашто ти е сменето лицето, зашто ако работиш право или ако правиш добро, вели другиот превод, ревидираниот, светиш од насмејаност. Ако не работиш добро, гревот ти лежи пред вратата, што дебне през тебе, но ти уште можеш да му се спротиставиш. Господ на Каин му предочува дека тоа што тој го направил не е добро. Но тој поинако резонира, знаете. Луте затоа што била прифатена жртвата на брат му, неговата не е. И скока и го убива. 6 глава Битие, и кога луѓето почнаа од први стих да се множат по земјата, им се народија керки, Божите синови гледаа дека човечките керки се убави, овде стои истиот збор, добри, убави, тоа е истиот збор, ако видите во оригиналот, па си ги земаа за жени кои ќе ги избереа. И тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека од човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Видите како доаѓа до ваква една ситуација. Значи, затоа, откако човекот почнува да резонира тој што е добро, што не е, доаѓаме до таму до кај што дошло човештвото. Господ треба да се праша и Господ е тој кој што вреднува и кажува што е добро, што не. А денеска имате мудреци, знаете, избезумија, правејќи се мудри, кои што кажуваат што е добро, како е добро, како треба да се направи така натаму, и доаѓаме до ситуација слична како во Римјаните 3 глава од 10 до 18 ќе читаме, да ги прочитаме овие стихови. Римјаните 3 10 до 18, како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро. Нема ниту еден. Нивното грло е отворен гроб, значи тя спомнува. Измамуваат со јазиците, значи мамење. Змиски отров под нивните устни. Устата им е полна со клевета и горчина. Нозете им се брзи за пролевање крв. Значи насилство е, крвопролевање, убиства. Запустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот. Нема Божи страв пред нивните очи. Каков страв почит, ништо. И Исаија 5.20 е можеби вака јасен стих во контекст на ова што го зборуваме. Исаија 5.20. Познат стих. Што вели Исаија 5.20? Да. Гледам, викам, нема 20 стих. Јас сум отишел во песна над песните. 5.20. Исаија. Тешко име на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло, кои прават светлина од темнината, а од светлината темнина, што горчливото го прават благо, а благото горчливо. Ето е човекот. Човекот ќе почне по своји мерила. Тешко
Знаете, Исус колку често пати ова го користи, кога им се обреќа на книжниците и фарисеите. Тешко, тешко. Значи, на повидок и излевање на Божиот гнев, не е тоа само, значи, ова тешко, има многу голема тежина, многу тежок збор, тешко. Еве 25 стих вели, затоа се распали Господовиот гнев против неговиот народ. Ова дори е во контекст на лозието, знаете, кое што раѓа диво, кисело грозие, значи тоа е Божиот народ. Божиот народ во една ваква состојба. Па и видовме еве во Битие, што правеа Божите синови. Господ рекол, ова е добро, ова е зло. Јас знам што е добро. И денеска сите велат, јас знам, ти ли ки ми кажеш? Не ке ми ја учители? И ете е состојбата. Докаде стигнало човештвото. Но Ное се одржал заради цврстата вера, заради постојаниот однос со Господа. И спомнавме, ајде да прочитаме вака 2 Петрово 3 до 10. 2 Петрово послание. Мислам дека денеска исто се цитира некои стикови од овде. Во пулката. 2 Петрово послание 3 од 3 до 10. Знаете го пред се ова, дека во последните дни ќе се јават подигрувачи кои што со своите подигрувања ќе одат по собствените страсти и ќе велат каде е ветувањето за неговото доаѓање. Зашто откако умреа татковците се стои така како од почетокот на создавањето. Кога своеволно сакаат така, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божјето слово небесата беа одамна и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постојање. Преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. Негирање на потопот, позарем не се негира денес, на секаков можен начин. Пуштите National Geographic или не знам, некој од тие канали. Се оди во правец на тоа. Негирање на Бог, негирање на Библијата, негирање на потопот. А сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Но едно не смее да биде непознато, возлюбени, дека за Господ еден ден е како 1000 години и 1000 години како еден ден. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас. Зашто не сека некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а жарените стихи ќе се распанат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. Значи ќе имаме сега еден друг вид на потоп на крајот на времето. Јас спомнав, значи не случајно таа арка, тој брод што Ное го изградил, Господ му рекол да го намачка со смола од внатре и од надвор, значи да биде водоотпорен, отпорна таа кутија, да кажем, огромна кутија. Не дека смолата, Господ е тој кој што нели спасува, меѓутоа сепак за да се одржат на површината на водата. Во Битие 11 глава кога се гради Вавилонската кула, која е града, знаете ли со што се користеле таму? Исто смола, зашо? Така кошницата, во која што бил сочуван Мојсей, да, со смола премачкана. Значи, вавилонците се плашеле, нели? Тие не верувале на ветувањето, заветот кој што Господ го склучува со Ное и нели виножитот и така натаму. Не, тие сакале да изградат голема кула, да добијат име, да стигнат ако може да видат таму горе во облаците што се случува, ама и во случај Господ да пушти потоп, таму негде најгоре ќе се спасиме, ама и онака смола користеле место малтер, како беше таму спомнато, да не отварам. Значи водоотпорно. Ќе биде, градот ќе биде водоотпорно, па ништо не ни може да водите. Но, што е тоа што сега е огноотпорно, Како ние да го преживееме ова последно? Огнот, смолата не помага тука, кажа, смолата е многу лесно запалива. Прво послание до Коринќаните, со ова некако ќе привршиме. Прво послание до Коринќаните, 3 глава.
нова Библија, ама си ја сакам старата, побрзо наоѓав таму. Овде уште не се разработени страниците. 3 глава, од 9 стих. Ние сме соработници на Бога, што вели Павле овде, а вие сте Божја нива, Божја зграда. Станува збор за црквата, за градбата на црквата, темелите нејзини и така натаму, меѓутоа и многу пошироко значење ова има. Според Божјата благодат, која ми е дадена, јас како мудар градител ја поставив основата, а друг гради, но секој да внимава како надградува. Зашто никој не може да постави друга основа, освен онаа што е поставена, која што е Исус Христос. Основата е Исус Христос. И ако некој врз оваа основа зида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сено, слама, сечие дело ќе излезе на видело. Денот ќе го покаже, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже какво е чие дело. Што би издржал овде во огнот? Па секако златото, среброто, скапоцените камења, ама дрвото, сеното и сламата сигурно не. Што е огноотпорно овде? Златото, драгоцените камења. Елен Вајд во еден свој сон го гледа нели она ковчеже со оние драгоценности внатре во него, па како символ на чистата наука, на оние вистини, божествени вистини кои што Господ ни ги дал. Тоа е едно. Значи, многу е битно со што ја храниме душата, не со сено и слама во таа нели смисла, со нешто безвредно, нешто што е ништо, значи троскот, трици, што вели Павле, безвредно, туку злато, сребро, драгоцени камења. Во смисол на тоа и нашиот карактер, изградбата на нашиот карактер, ние треба да засјаеме како злато, ние треба да бидеме како драгоцени камења, Господ тоа го бара од нас. Сега, мислам дека утринскиот стих за денес, или ако не беше за утре, баш тоа го кажува, дека Господ дозволува огнени искушенија во нашиот живот за да изгори тоа што треба да изгори, тоа што е безвредно, да остане прочистено злато, сребро, драгоцени камења. Нашиот карактер. И така и е, на крајот, што е да биде, како и да биде во тој оган, ќе преживеат само тие, ќе бидат спасени, ќе бидат заштитени во арката, а тоа е Исус Христос, кој што е темелот на оваа градба. Ние само се надградуваме и над апостолите и пророците, кој што вели еден друг текст. И на крајот на криштата пак, што задржуваме? Само нашиот карактер, ништо друго. Така не градете многу на земјата златни или не знам сега под наводници куки или не знам, затоа што тоа се еден ден ќе изгори. Она на што треба да се насочиме на карактерот. Карактерот да заблеска, да сјае, да биде како карактерот на Ное, како Даниел, како Јов. И она што пак ќе го потенцирам овде кај сите нив троица, не само што имале вера, да, верата таа која што е битна, ако немал Даниел вера, нема да биде толку цврст и храбар, ниту Јов да ги издржи сите тие маки што ги издржал, ниту Ное, но биле постојани во таа своја вера. Постојани. Да. Секако, секој од нас може да падне, но имаме застапник на небото, се уште трае времето на милоста, но какво што е времето, сериозно, какви што доаѓаат времења, значи навистина треба да му се молиме на Господа да бидеме постојани во тој наш однос, а за да бидеме постојани треба постојано да бидеме покрај Словото, постојано во молитва, постојано во заедница со Господа, за да можеме да се одржиме. Инаку, ништо. Да отргнеме секое дрво, слама и сено. Да се држиме за драгоцените камења, за златото и за среброто. Тоа е она што ќе го преживее последниот оган. Нека му е слава на Господа. Амин.